Припадниците на АРМ од тимот за уништување на неексплодирани убојни средства кои учествуваа во вчерашната акција за уништување на авионската бомба во Штип, денеска примија признание за успешно изведениот процес на планирање и безбедно извршување на задачата од командантот на Здружената оперативна команда бригаден генерал Зоран Милевски. Да се изведе ваква прецизна и мощна опасна операција на уништување на неексплодирано средство со голема разорна моќ, потполно безбедно и без никакви последици за околината, е доказ за високата стручнаоспособеност на припадниците на АРМ од ЕОД тимовите кои излегуваат во пресред за учество во акции кои се од општи интерес кога тоа од нив ке се побара. Тимот на АРМ предводен од подполковникот Љупчо Георгиевски, како што се наведува во соопштението, пред уништувањето на авионската бомба низ сеопфатен процес, ги согледал сите аспекти за безбедно изведување на акцијата, при што имало и соодветни тестирања во објектот за делаборација на експлозивни средства во Еребино. Уништувањето на 250 килограмската авионска бомба од страна на од тимот на АРМ е врз основа на барањето на Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија. Со варијанта бомбата ќе ја затрупаме, веќе ископано рупа околу 4 метра, ќе ја затрупаме со песок во првиот дел од 2 метра, а потоа на висината од тие 4 метра ќе поставиме кадрони и талпи, сето со една цел помало да биде детонацијата, односно да се избегне голема сеизмика, односно да нема материјална штета. Според предпоставките станува збор за бомба која овде паднала при бомбардирањето на Штип на 6 април 1941 година. Веројатно е дека целта на бомбардирањето бил аеродромот Сушево, но истиот бил промашен. При паѓањето на бомбата се скршил нејзиниот заден дел, но не се активирале запалките. Токму тоа беше и главниот проблем за нејзина дислокација, зашто истите можеле да се активираат во било кој момент при транспорт. Утврдено дека станува збор за хемиска запалка, која е од посебен карактер и за која не се препорачува поместување на самата бомба. Конкретно самите запалки не доаѓа во предвид да се истите одвртуваат или било како третираат. Инаку се работеше за бомба со исклучителна разорна моќ. Стана збор за бомба тип СК-250, тежина 250 кг, експлозивно полнење 160 кг, од кои 130 тротил. Бомбата беше уништена вчера во попладневните часови со употреба на најсоодветен третман и без никакви последици за околината.